Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините во вечерашното издание. Никола Груевски тргнал за Малта денеска, иако Конгресот на Европската народна партија почнува в среда. Зошто македонскиот амбасадор во Анкара дочекува партиски лидер во Истанбул. ВМРО ДПМН реши процедурално да го блокира изборот на председател на собранието. Trojko Veljanovski i dhe hapsin grupit parlamentar të VMRO DPMN-s në mënyrë flagrante të bëj shkelje dhe keqpërdorim të dispozitave të rregullorës për punën e parlamentit. Каде е излезот? Пепелта од согорениот јаглен во рек Битола е на границата на дозволена радиоактивност. Според правилникот за радиоактивен отпад ја приближува кон дефинирање на радиоактивен отпад. Локалниот свештеник стана екоактивист зашто не сака да погребува млади луѓе. Сите кои се таму никогаш не може да се ослободат од таква негативна енергија кога човек испраќа некој млад, затоа што некој не води грижа за животната средина. Елем потрошил 300 милиони евра за ископ и транспорт на јаглен за рек Битола и Осломе во последните 6 години. Во случајот Колура, кој што беше во соседна Србија, се работеше за 130 милиони евра во период од 8 години. Додека кај нас се работи за склучени договори во вредност од 140 милиони евра за само 2,5 години. И вечерва ќе завршиме со саботажа. Бидете со нас, почнуваме по паузата. Гледате 360 степени. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред пладнето ја напушти Македонија и слета во Истанбул. Од неговата партија велат дека патувал за Малта, каде од денеска учествува на конгрес на ИПП, Европската народна партија, чија придружна членка е ВМРО ДПМН. Но на официјалната интернет страница на конгресот на ИПП може да се прочита дека овој собир на Малта почнува дури в среда. Екипа на 360 степени на пат кон Брисел го сними пристигнувањето на Груевски на аеродромот во Истанбул. Владимир Мирчевски јавува за ова и за други дилеми поврзани со патувањето на Груевски. 360 степени денеска околу 11 часот по македонско време го затекне и го сними лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Истанбулскиот аеродром. Тој пристигна со лет на Туркиш од Скопје. Во негова придружба, освен членови на обезбедувањето, немаше други членови на партијата или на семејството на екс-премиерот. Интересен детал е што лидерот на ВМРО ДПМН во Истанбул го пречека амбасадорот на Република Македонија во Турција Звонко Муцунски. 360 степени упати прашање до Македонското министерство за надворешни работи. Која е основата за амбасадор на држава да пречекува партиски лидер и колку е гест на амбасадорот Муцунски ја чини државата, со оглед на тоа што неговото седиште е во Анкара, која е 450 км оддалечена од Истанбул. До овој момент не добивме одговори. Исто така нејасно е како во придружба на лидерот на ВМРО ДПМН беше и лице од протоколот на премиерот. Името на Зоран Попович, кој денеска слета заедно со Груевски во Истанбул, е наведено на интернет страницата на Министерството за надворешни работи како член на протоколот на претседателот на владата. Груевски подолго време не е тоа. Инаку од ВМРО ДПМН соопштија дека Груевски патувал за Малта, каде со партиска делегација од денеска учествува на конгрес на ИПП, Европската народна партија, чија придружна членка е и ВМРО ДПМН. Но доволно е да се фрли само еден поглед на официјалната интернет страница на конгресот на ИПП, за да се види дека собирот на европските десничари на Малта започнува дури в среда. Каде ќе биде и што ќе прави Груевски до среда, останува нејасно. При тоа интересно ќе биде да се види дали Груевски на Малта ќе има средби со некого од повидните членови на европската десница, Меркел, Јункер, Туск, Дол, и какви пораки ќе му бидат пренесени. По подолг период на неутралност се чини дека Европската народна партија во последниот период го смени ставот за состојбите во Македонија. Тоа може да се прочита и од заедничката изјава на Европската четворка, која во вторникот беше во Скопје и во која двајца од делегацијата, еврокомесарот Јоханес Хан и европратеникот Едуард Кукан се од ИПП. Во таа изјава многу јасно беше посочено дека сите мора да го почитуваат мнозинството во парламентот и да овозможат прво избор на спикер, а потоа и на нова влада. Исто така треба да се види дали ќе има пораки во насока на можно суспендирање на ВМРО ДПМН од Европската народна партија поради непочитување на базичните демократски вредности, зашто до сега зборуваа повеќе гласови, меѓу другите и европратеникот Иво Вајгал.
Тој беше еден од официјалните европски представници што ги потврдија наводите кои ги објавивме минатиот понеделник, дека во Брисел и се навратиле на опцијата за воведување таргетирани санкции кон поединци политичари во Македонија. Тоа пред се однесува на претседателот Ѓорѓе Иванов. Сепак, освен потврда дека санкциите се опција, за сега нема поконкретни информации, дури и кога би се случило такво нешто. Во контекст на ова, од Европската престолнина и најавата дека утре во Европскиот парламент ќе се одржи дебата на тема кризата на демократијата на Западниот Балкан, авторитаризам и еустабилитократија. Учествуваат неколкумина европратеници, меѓу кои двајца што се олеснувачи на политичкиот процес во Македонија, Кукан и левичарот Кнут Флекенштајн. Какви ќе бидат новите пораки од Брисел со оглед на одолговлекувањето на политичкиот процес во Македонија во следните наши изданија. За 360 степени од Брисел, Владимир Мирчевски. Да, Груевски речи на денот кога собранието се собра да работи, а тој е пратеник да не биде во парламентот. Ако неговите сопартици од ВМРО ДПМН решат докрај да го спроведат пристапот што денеска го промовираа на пленарната седница со 3-минутни настапи на секој пратеник од оваа партија, 3-минутни реплики од секој пратеник и 1-минутна реплика од секого за секого, ефективното време што ќе го потрошат е околу 10.000 минути, што е еквивалент на околу 170 часови или 14 дена по 12 часа расправа во собранието. Но тука не завршуваат можностите за одолговлекување на точката за избор на Комисијата за избор и именувања. Толкувањата на деловникот се дека со оглед на тоа што се уште не се формирани пратенички групи во парламентот, не може да се ограничуваат настапите на пратениците, па секој од нив има право на процедурална интервенција колку пати сака. Со оглед на тоа што председавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски не ги прекинува процедуралните интервенции, репликите и контрарепликите, дури и кога е очигледно дека не се на темата, ВМРО ДПМН со ваков пристап има можност за бесконечно одолговлекување на седницата, за да не се стигне до избор на председател на парламентот. Новото мнозинство иницираше избор на председател на собранието со потписи од најмалку 20 пратеници, но прашање е како ќе го ефектуира тоа. За оценка, прашавме двајца искусни поранешни пратеници и министри – Насер Зибери и Павле Трајанов. Të qenënin kryesues i seancës konstitutive i ish kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovski i dhe hapsin grupit parlamentar të ВМРО DPMN-s në mënyrë flagrante të bëj shkelje dhe keqpërdorim të dispozitave të rregullorës për punën e parlamentit. Duke pas parasysh faktin që ata replikën e bëjnë me bashkëbiseduesin, bashkëpartiakun e tyre dhe jo duke e kundërshtuar, por duke e plotësuar atë. Qëllimi i gjithë këtij skenari, sigurisht të paramenduar dhe paraprogaditur, është bllokimi i punës së parlamentit në mënyrë që mos të vjen deri te zgjedhja e kryetarit të parlamentit dhe në këtë mënyrë deblokimi i procesit të konstituimit të organeve të pushtetit shtetëror që duhet të jenë refleks dhe pasqyrë e rezultatit të zgjedhjeve të fundit parlamentare ku shumicë kanë disa parti politike, LSDM, BDI, Alianca për Shqiptarët dhe Lidhja me Besë. Денеска сме сведоци на класична злоупотреба на деловникот, со тоа што се јавија 50 пратеници за дискусија од иста партија или од иста коалиција, воедно се јавуваат сега и контрареплики. Контрарепликата значи несогласување со тој што имал дискусија. Бидејќи сите се надополнуваат со дискусијата на тој што имал збор практично, тоа покажува дека се работи за една смислена стратегија да се развлекува конституирањето на највисокиот законодавен дом, на домот на демократија. Смислена обструкција, се со цел и натаму да се распаѓа целокупниот систем во Република Македонија, ако вие не функционира парламентот, највисокиот законодавен дом, ако не се закажа локалните избори за да се конституира локалната власт
имаме техничка влада која што функционира како редовна влада, уствари треба да биде техничка влада, бидејќи таа е во оставка. По една таква состојба сосема е известно дека целокупниот систем е во распаѓање на Република Македонија, нестабилноста ќе се зголемува и во една ваква состојба мислам дека единствено може да функционира ВМРО ДПМН како што досега функционираше само со партиски насоки и директиви. Tentimim me çdo kusht që përmes konstituimit të komisionit për zgjedhje dhe emrime dhe me këtë hudhja në seancë parlamentare e propozimit të komisionit për kryetar të parlamentit, mendoj se do të jetë një punë sizifi, sepse qëllimi i VMRO-DPMN-s nuk është përfundimi i seancës konstitutive, por bllokimi i saj. Kjo do ta detyron shumicën parlamentare që në seancë të mbledh 20 nënshkrime, ta plotëson kushtin e parapar me rregullore dhe të propozoj kandidat të mundshëm për kryetar parlamenti. Unë dyshoj që VMRO-DPMN-ja do të lejon ecuri procedurale në bazë të rregullorës që parlamenti të vazhdon seancën konstitutive. Prandaj, shumica parlamentare pra do të jetë e detyruar që në seancë plenare të zbaton dispozitat e rregullorës që të bëj zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Në të kundërtën, nëse pret që VMRO-DPMN-ja të pajtohet që të zgjidhet Komisioni për zgjedhje dhe emrime dhe i njëjti të konvokohet dhe të jep propozim për kryetar parlamenti, kjo nuk do të ndodhë, respektivisht do të ketë zhagitje të skajshme deri në pakufi vetëm e vetëm që mos zgjidhet spari kryetari parlamentit e pastaj mos të zgjidhet edhe qeveria. Деловникот на Собранието на Република Македонија има можност за да се деблокира неговата работа. Ако се блокира преку Комисијата за избори и минување, преку неформирање или неможност да предложи кандидат, затоа што и тука може да трае долго дискусијата во Комисијата за избори и минување, тогаш деловникот предвидува 10 претеника може да предложат Комисија за избори и минување, а 20, најмалку 20 претеника за да испрлат кандидат за пратеник. Тоа веќе е во процедура и мислам дека по текот на следните денови, утре или задутре, треба се прекине расправата за избор на комисија за избори и мирувања, да се премине на следната точка, тоа е избор на председател. Тогаш кога ќе се формира председател на парламентот, во суштина парламентарното мнозинство ќе може да ги формира другите работни тела во парламентот и да ја остварува парламентот својата законодавна надлежност, што е клучно за стабилноста, за стабилизација на состојбите во Република Македонија и на тој начин ќе се извршат сите неопходни подготовки за избор на влада на Република Македонија. Политичката неизвестност продолжува и на епилогот ќе треба да почекаме. Овде ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе гледате. Пепелта од согорениот јаглен во рек Битола е на границата на дозволена радиоактивност. Според правилникот за радиоактивен отпад ја приближува кон дефинирање на радиоактивен отпад. Локалниот свештеник стана екоактивист зашто не сака да погребува млади луѓе. Сите кои се таму никогаш не може да се ослободат од таква негативна енергија кога човек испраќа некој млад, затоа што некој не води грижа за животната средина. Елем потрошил 300 милиони евра за ископ и транспорт на јаглен за рек Битола и Осломе во последните 6 години. Во случајот Колура, кој што беше во соседна Србија, се работеше за 130 милиони евра во период од 8 години. Додека кај нас се работи за склучени договори во вредност од 140 милиони евра за само 2,5 години.
Се враќаме со емисијата 360 степени. Рударско-енергетскиот комбинат Битола, најголем производител на струја во Македонија, е еден од најголемите загадувачи на животната средина. Неодамнешната научна студија на Институтот за јавно здравје покажа дека нивото на радиоактивност на пепелта од согорениот јаглен во рек Битола е на горната дозволена граница. Локалните активисти од поодамна го кренаа гласот, но засега без ефект. Историјата за оваа црна екоточка ја има Славица Филиповска. Ова зад мене е комбинатот кој е најголем производител на електрична енергија и јаглен во Македонија, добро познат како рек Битола. Колку неговата работа влијае врз здравјето на луѓето, тешко е да дознаете од население кое своето парче леп го вади токму од таму. Како се живее покрај ваков комбинат? Дали ви пречи, загадували? Која партија сте? Молам? Која партија сте? Не сме од партија, новинари сме. Пријатно се ради. Новаци. Село со голем потенцијал на природни богатства и административен центар на областа. Овде патот ги носи луѓето секој ден во еден ист правец. А таму, изборот за работа е или откоп на јаглен, или земјоделство. Пензионерот Светозар Митревски вели дека работата на комбинатот ја чувствува и во неговата бавча. Малце е потешко, има загадување, ма тоа е сега, па од тоа луѓе живеат, ако не е тој пак не може да прават, што ќе работа. На 3 милиони луѓе треба да живеат. Е сега може лошо, ама покрај лошото јарно. Ево зелка, јас сам нека имам натре во зелката, се таложи тоа чала. Зелката со самото виткање фаќа од пепелта натре. Некогаш, ако мале некој ветер та пораширени, наци влеи и тапте спаси се витка натре. Ево овако што се гледа тоа од пепелта од црнето е. Куќата на Светозар е во близина на комбинатот. Ами лети зиме исто е тоа, чадето е секогаш. Зиме, ако тера наваќи, ние, така, ако тера на монија има мако тасано, секогаш така. Барајќи соговорници низ селото, наидовме на човек на велосипед. Задишаноста ја припишува на загадувањето. Едно прашање ако може? Гледаш ја, кондиција ич, тешко, многу загадено стоја. Тоа 99% загадено. Мноштвото жители на Новаци кои се вработени во рек Битола не се охрабрија да застанат пред камерата. Велат, нивната мака најдобро ќе ја раскаже отец Душко, парохиски свештеник во селото и активист за заштита на животната средина. Евидентно е дека луѓето ги губат своите млади, своите најмили. И многу од нив ќе чуете како ќе речат, Господи, нека има некаков ред, нека одат луѓето со некаков ред. Во ова место, во ова поднебје, луѓето заменуваат некако без ред. Некој ќе рече и во светот е така, но тука е навистина алармантно и очигледно дека нешто не е во ред со оваа животна средина. Не сакам да звучам како некој кој шири паника, но верувајте ми, тоа е негативна енергија од која вие не можете да се ослободите никогаш. Некој ќе рече тоа е моја професија, но сите кои се таму никогаш не може да се ослободат од таква негативна енергија кога човек испраќа некој млад, затоа што некој не води грижа за животната средина. Свештеникот беше единствениот што прифати да не придружува до жариштето на проблемите. Онија рек и Битола, во моментов имате, односно овдека имате елементарна непогода од подолг размер. Континуирано се загадува животната средина. При првиот ветер, сето она што го гледате тука, целата пепел, целата прашина се разнесува низ
пелагонија доаѓа во дворовите, во куќите на луѓето кои не може да спросат алишта, например, надвор. Но сето тоа, за жал, ако погледнете, ќе видите дека е оставено, употребено, злоупотребено и оставено на завод на времето. И затоа при првиот ветер сето ова што не треба се носи таму каде што не треба и преку храната ние го внесуваме во нашите организми и затоа се случува она што се случува. И покрај директните алармирања до комбинатот, со години ништо не се менува. Ова е отворениот систем за одлагање пепел и згура од комбинатот. Согорувањето на јагленот во рек Битола ги создава овие ридови со остатоци од процесот на работа. Доколку оваа површина соодветно не се третира, таа може да биде опасна по здравјето на луѓето во околината. При работа на трите блока на термоелектраната, со согорување на јагленот се создава околу 150 тони пепел на час и речиси 16 тони згура. Овде е рудникот и тука се копа јагленот. Тука се одлага пепелта. Токму овие вештачки ридови од пепел беа мотив за универзитетскиот професор по хемија Трајче Стафилов да се зафати со обемно истражување. За него, рек Битола е една од најопасните екоточки во земјава. Ваков отпаден материјал, пепел, добиен при согрување на лигнити, има зголемена содржина на одредени радиоизотопи, тоа е општо познато. Прелиминарните анализи, извршени во Институт за јавно здравје, покажа дека специфичната радиоактивност на одредени изотопи има 3 до 5 пати поголема радиоактивност отколку што е нивната радиоактивност во почвата од таа околина. И ако се собере вкупната радиоактивност од сите овие радиоизотопи, таа е меѓу 400 и 500 бекерели на килограм. Значи, бекерели на килограм како радиоактивност. Што според правилникот за радиоактивен отпад ја приближува кон дефинирање на радиоактивен отпад. Истражувањето на професорот покажало дека ветровите ја носат прашината и до градот Битола, кој е на 15 километри оддалеченост од рек. Во просторот од рек до Битола имаме дистрибуција на пепелта, иако се доминантни северните и јужните ветрови, но сепак имаме и ветрови источни, југоисточни, североисточни, кои што во одредени периоди пренесуваат пепел од оваа депонија отворена и кон градот Битола, така што во тој простор примероците во МОВ има содржина на метали кои што се со повисока содржина во самиот пепел од она во почвите, како што е арсен, кадмиум, никел, олово и цинк пред се. И точно го одредивме просторот, ареолот, каде што тие вредности се повисоки, што значи индикација е тоа дека имаме во тој простор пренос на таква прашина во просторот. Истото тоа се потврди и со примероците од патна прашина. Каква е ситуацијата кога ќе дувне малку посилен ветер? Покажуваат и овие аматерски снимки направени над комбинатот. Она за што Стафилов тврди дека е сериозен проблем, од рек Битола не сакаат да го коментираат. Велат, не биле директно вклучени во истражувањата. Пепелта и згурата се одлагаат во касети на одлагалиштето со јаловина, а потоа се покриваат со слој на земја. Додека трае оваа секојдневна технолошка активност, може да има краткотрајни интервали во кои касетата е отворена додека се врши покривање со земја. Не е исклучена можноста јаглен под влијание на надворешни услови да биде подложен на самозапалување. Но оваа појава е многу ретка и многу лесно се спречува, така што не може да има некое поголемо влијание врз околината и животната средина. Според Елем, податоците од нивните мерни станици покажале дека воздухот е загаден во дозволените граници. За првиот човек на општината, Лазар Котевски, рек Битола е капитален објект. Покрај општинските субвенции за бракови, награди за прво дете, бесплатно крштевање. Котевски вели дека комбинатот нуди примамливи плати како мотив младите да останат,
и тука да формираат семејства. Стално контактираме со раководството на РЕК Битола тука, да преземат уште поголеми мерки во тој дел. Тие има се некои проекти кои ти спроведат овој откопо на јаловината што е, да биде што побрзо засипани тие ровови дупки, бидејќи при поголеми налет на поголеми ветришта се створаат големи облаци од прашина. И општината се обидува да работи на заштита. Една од мерките е засадување на зелен појас, кој веќе е почнат во мал дел, ќе го продолжиме овие години натаму со засадување на брзо растечки растенија, тој како еден зелен појас да ги спречи тие налети од ветришта кои носат прашина во овој дел во населените места. Новаци е во Молк, но не и Битола. Серијата протести предводени од активисти бараат општината да преземе мерки за да ги спаси од загадувањето. Речи си и да нема протест кој поминал без активистот Илија Балтовски. Имавме документ кој што го добивме дека во 2012 година од малигни неоплазми деца до 6 години од вкупно 574 во Република Македонија, 222 се токму од Битола. Од тој поголем податок, некој не го поврзуваат, некој велат дека нема врска тоа со загадувањето, но морбидитетот од Пелагонискиот регион не само кај децата, туку и кај сите жители е најголем и ден денес. Тоа укажува на еден факт дека имаме проблем со аерозагадувањето. Она на што Илија не може да добие одговор е прашање зошто Министерството за животна средина прогледува низ прсти и го остава комбинатот со години да работи без да исполни минимални еколошки стандарди за ваков тип комбинат. Односно, еколошка дозвола. Во 2014 година и Максил се затвори, па потоа на Југохром и на РЕК Битола беше продолжен рокот до 2017 година да се прилагодат кон оперативните планови. Во 2017 Југохром веќе е затворен, меѓутоа РЕК Битола си продолжува со работа, веројатно затоа што е така наречен, односно е стратешки објект, затоа што во РЕК Битола се произведува 70% од струјата во Република Македонија. Но веќе ако е толку стратешки објект и ако е толку значаен за Република Македонија и луѓето кои што живеат тука се дел од Република Македонија, а не се дел од Тунгузија или од Грција, туку се дел од Република Македонија, кои што плаќаат даноци, кои што плаќаат сите давачки потребни за државата и државата е уставно, по уставот должна да му обезбеди здрава животна средина. За тоа ние говориме тука и за ништо друго. Колку РЕК Битола влијае врз животната средина? Од општина Битола експресно не упатија да прашаме во комбинатот. Министерството за животна средина пак побара прашањата да им ги доставиме преку електронска пошта. И се уште нема одговор. Статистичките податоци покажуваат дека постои тренд на зголемување на заболени од канцер на белите дробови во Македонија. Во 2004 година во Македонија од белодробен рак починале 652 лица, а во 2014 бројот порастал на 878. Во периодот од 2012 до 2014 најголем пораст на болничко стационарно лекувани лица од канцер е регистриран токму во Пелагонискиот регион. Расте и бројот на респираторните заболувања. Колку за оваа црна статистика е виновен РЕК? Проблемот ни е двостран, емитирање на прашина како таква и зголемената радиоактивност на таквиот материјал. Присуството на честички воопшто, цврсти честички, е проблем. И ако вие внесувате прашина со мали димензии, таа се задржува во белите дробови, во организмот, и е проблем како физичка честичка. Ако има и нешто зголемена содржина на тешки метали, и ако таа растворливост во белите дробови или во желудникот на тие метали, тогаш може да имаме и дополнителен проблем. Зошто алармантните предупредувања не ја будат свеста кај најповиканите? За професорот е енигма. За отец Душко пак, битката продолжува. Просто сум сигурен дека никој нема намера ништо да промени. Мислам дека ќе продолжи онака како што и започнало. За жал, се додека
целиот народ, сите оние кои се засегнати, не станат и не речат доста е, дајте нешто да преземеме. Сметам дека нема смисла сите да молчат, да седат и да се смеат и да констатираат дека ситуацијата е лоша, а неколку мина од нас да се бориме и да се справаме со тоа, но реков обврска пред, ако не пред друг, барем пред нашите деца е да го правиме ова што го правиме, колку и да звучи глупаво, идеалистички или не знам како. А рек Битола не е актуелна само поради последиците по животната средина и по здравието на луѓето, туку и поради енормните импликации за државниот буџет. Неодамна отворената истрага на специјалното обвинителство за случајот Труст, во кој конзорциум од 3 компании се сомничи за тендерски криминал од 17 милиони евра, го врати на јавна сцена прашањето за огромните суми народни пари кои во изминатите години се потрошени на услуги од надворешни компании за ископ и транспорт на јаглен. Од 2010 до 2016 година Елем поделил дури 300 милиони евра за оваа намена, игнорирајќи ги апелите дека наместо да користи аутсорсинг услуги, треба да размисли за сопствено опремување. Петар Клинчарски ја реактуализира темата, што уште пред неколку години ја отвори тогашниот пратеник Благоје Стојановски. Има ли економска логика секој месец да трошите меѓу 500.000 евра за такси? И наместо да купите свој автомобил, одлучувате и во следните години да ве вози приватна компанија. Ова прашање пред 5 години го постави тогашниот пратеник во собранието Благоје Стојановски, но тоа не се однесуваше на рационализација на патни трошоци. Дилемата представуваше сликовит приказ на тендерите на Елем од 2010 до 2012 година. Државната фирма Електрани на Македонија за само 2,5 години подели 140 милиони евра на приватни фирми, кои за возврат копаа и носеа јаглен за рек Битола или пак ангажираа механизација за најголемиот енергетски комплекс. Стојановски го вклучи алармот затоа што во годините пред 2010-та овие трошоци биле многу помали. Имаме рапиден пораст на трошоци, например само по овој основ, ако ги споредите претходните години, десетици пати се покачени трошоците за ангажирање на надворешна механизација. Производството на струја со години паѓа, мислам дека оваа година е на рекордно ниско ниво. Така да нема друго објаснување, освен неадекватното работење, непрофесионално, трошоци имате зголемени за вработени, за ова воопшто да не збориме. Понатаму, веројатно поради лошиот јаглен, трошоците за мазут кои што мора да го подпомагаат ова производство се многократно поголеми. Ако беа барем малце домаќини, ќе размислува во друга насока, ако им треба таа механизација, пак ќе кажа, 3-5 пати ќе купија повеќе од колку веројатно што ја користат таа механизација на надворешните извори, ќе го решат тој проблем. Објаснувањето на Елем тогаш беше дека трошоците се зголемиле. Се отвориле нови рудници кои се подалеку од термоелектраната или пак во старите јами почнало да се копа подлабоко. Ако купеле нова механизација, таа била многу скапа за одржување, а имало и ризик да стане непотребна за кусо време. Неодамнешната отворена истрага за случајот Труст во рек Битола, кој тежи 17 милиони евра, го реактуализираше прашањето како акционерското друштво во сопственост на државата ги троши буџетските пари. Истрагата на тимот на Јанева вели дека 3 фирми – Трансмет, Силекс Неметали и Вато – добиле тендер за ископ или транспорт на јаглен, иако ја немале во својата сопственост потребната механизација. Тендерот кој е предмет на интерес на СЈО бил реализиран токму во периодот 2010-2012, кога пратеникот Стојановски пресметува 140 милиони евра трошоци.
можеме да направиме една паралела во однос на случајот Колура, кој што беше во соседна Србија, кој што беше оквалификуван како грабеж на столетието. Само за една споредба се работеше за 130 милиони евра, кои што беа потрошени во период од 8 години за ангажирање на надворешна механизација, додека кај нас се работи за склучени договори во вредност од 140 милиони евра за само 2,5 години. Значи, чисто како една споредба, така да оправдани не може да бидат никако, а дали за законски или незаконски и во која насока е сето таа работена, веројатно тоа треба други органи да утврдат, кои што не знам дали до сега воопшто влегле, освен овој случај кој што го произлезе од работењето на СЕА. 360 степени провери и дојде до заклучок дека ангажирањето приватни фирми за ископ и механизација продолжило. Во периодот 2013-2016 година до Бирото за јавни набавки се стигнати известувања за договори вредни вкупно 160 милиони евра. За ископ и транспорт на јаловина или ангажирање на механизација за потребите на рек Битола. При тоа, од овие 160 милиони, околу 105 милиони евра се потрошени за ископ. Од нив, најмногу или околу 56 милиони евра добила фирмата Пелистер од Битола, во која еден од собствениците и менаџер е екс-градоначалникот на Битола, Силјан Мицевски. Компанијата Трансмет Сеат Кочан, за која СЈО сега води истрага, добила околу 40 милиони евра, а Марковски компани, исто така од Битола, добила околу 10 милиони евра. Интересно е дека за разлика од другите години, 2015-та е единствената година кога воопшто не постојат трошоци за ископи. Година која случајно или не, се совпаѓа со објавувањето на така наречените бомби на СДСМ, од кои една беше токму за ваквите тендери во Елем. Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јасно. Се видов и со тебе? Да, беше кај мене, разговаравме, му дав. И се видов и со оној од Битола, што има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро. Да им помогнеш некако. Па ево денес Они кажуваат дека најверојатно оној Страшо и тој Битучанецот дека ќе за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков аз дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. За ангажирање дополнителна механизација во периодот 2013-2016 година. Елем на тендери поделил 52 милиони евра. И повторно, меѓу оние што добиле најголем дел од колачот се Марковски компани и Пелистер. За големите трошоци и сомнежите што ги отвораат, експратеникот Стојановски ги алармираше јавноста и институциите преку пресконференции, презентирајќи бројки и анализи. Ако се изземе случајот Труст, кој беше отворен неодамна од СЈО, не е познато дали неговите наводи некогаш беа предмет на интерес на редовното јавно обвинителство што го предводи Марко Зврлевски. Да направите на ревизија и контрола, да видат навистина дали машините тие работат, дали се евидентираат, како што е процедурата и дали и тука можеби нема некои сумнителни работи, бидејќи во Колубара, повторно ќе се навратам на тој случај, беше откриено дека машините работеле, например, 25-26 часа во денот. Или машини од 10 тона носеле по 20 тона. Да речеме, најобична фирма, ако ќе побара поврат на ДДВ, веднаш ќе пратите инспекции за трошење на стотици милиони евра, а не направите ниједна проверка, се кажува. Не треба да се многу мудри да заклучиме за што се работи. Минатата година АД Елем ја заврши со 14 милиони нето добивка. Дел од тие пари се задолжителни резерви според Законот за енергетика. Со дел од нив ќе се покријат загубите од претходните години, а со преостанатите пари, компанијата ќе влезе во инвестиција за купување механизација.
Најавуваат дека запира досегашната пракса за набавка на опрема од надворешни фирми. Досегашното ангажирање приватна механизација за ископи, компанијата го правда со тоа дека третиот блок во РЕК Битола би бил надвор од функција. Паралелно, тоа генерирало поголеми трошоци, бидејќи за да се постигне нивото на производство од предходно, потребно е ископ на повеќе јаглен. Новиот проект на електрани предвидено е да чини 65 милиони евра. Изработени се физибилити студија, проект и тендерски спецификации за набавка на ваква опрема. Во моментот сите тендерски документации се во Советот за јавни набавки и чекаме мислење од нив. Ако дадат позитивно мислење, веднаш по формирање влада, АДЛ може да продолжи со оглас за барање кофинансиер банка на проектот, односно сите кои неофицијално доставија понуди да ги официализираат. Но тоа во овој момент е невозможно поради политичката ситуација во Македонија. Инаку, како илустрација на доходовноста на овој бизнис, споменатата Марковски компанија од Битола во 2014 година, например, има приходи од околу 14 милиони евра, од кои повеќе од половината или околу 7,5 милиони евра се чиста заработувачка за оваа фирма. Обртот на Транспет на Сеат Кочан и на Пелистер на Силјан Мицевски во 2015-та надминува по 30 милиони евра за секоја од нив. Сепак во последниот период, особено во 2016-та, очигледен е пат на приходите, што е период кој се совпаѓа со објавувањето на прислушуваните разговори од СДСМ. Содржина по содржина стигнавме до саботажата на Сречко Поповски. Да видиме. Оние кои ораат низ Скопје и низ Македонија за сувереното право да се користи само нашиот и никој друг. Силните земјоделци кои тврдеа дека нивните комбајни можат да жнеат само плодови од унитарни македонски полиња. Тие што со своите трактори застанаа жестоко во одбрана на јазичниот интегритет на македонскиот. Директно соочувајќи се со сопствениот за грст пари. Цел викенд палеа свеки и му се молеа на Господа за туѓа платформа, за туѓо писмо, за туѓ јазик. Од утре почнува исплатата на субвенциите за земјоделците. Директорот на платежната агенција Игор Златков го положи англискиот јазик, што беше услов за да извршува директорската функција. Оваа небулоза околу потребата од двојазичност, таму каде што реално таа и не постои, не значи дека работата во земјава отидена дотаму што повеќе не можат да се разберат дури оние што не само што говорат, туку и мислат на истиот или се е во зависност од моментот кога паднала командата за тоа кој и кога е службен јазик, а кој во одреден момент треба да биде исклучен од употреба. И сега еден таму заговара дека може да се избере влада во парламентот, меѓутоа тука уставот е многу јасен, без мандата даден од председателот нема влада. Второто е 61 подпис за да направите влада. Ако е второто, 61 подпис во кој конечно ДУИ и СДСМ би правеле влада, тоа што е директно ќе свикаат собрание. Не треба председател. Фатени во расчекор со вистината, тие ја доведуваат ситуацијата до апсурд на кој не може да му се фати ниту почетокот, ниту крајот. Па прогнозирајќи го исходот, свесни дека до толку ја имаат заплеткано работата, злоупотребувајќи го националниот код, самите, меѓу редови, си го определуваат своето историско место во иднината. И на крај, на вистина работите ќе отида до таму да треба да се бараме резервни татковини, односно некакви други места каде што ќе можеме да живееме нормално, затоа што очигледно дека во Македонија нема да има простор и место за нас. Помошта во изнаоѓањето локација за збег се нуди во бескрајните комбинатории кои се прават под плаштот на платформата. Како заменска формула за неа на површина испливува ново загадочно сценарио за чија мистичност се информирани само одбрани луѓе, кои иако со скепса сепак ја подотвараат вратата за подруго редефинирање, за втора федерализација и реусоизување. Една од платформите која јас ја разгледувам, не велам дека е таа добитна, е така една од плановите, така наречениот план Б4. Б4 е план за правење неутрална зона од 4 земји на Балканот: Република Српска, Србија, Црна Гора и Македонија. Сите овие пробни балони кои постојано се дуваат па се дишат навидум не го засегаат фронтменот на таа пропаганда.
Човекот кому изгледа никој не се обидува да му соопшти дека перењето и сушењето нема да ги исчистат валканите траги, кои врз македонски италишта ги остава неразумната политика. Пералната и во тој дел е сушалната, ќе си има жетон, на одговорното лице ќе му се даде, одговорното лице им обезбедува жетон, лицето си завршува самиот студент, своите алишта тука. Своите, тука му се сушалните, да. И на крајот, за тоа колку време независно од промената на часовниците би било потребно да почне да работи сушалната на лагите, од моментот кога ќе биде ставен жетонот. 120 пратеници по барем една минута дебата во собрание. 120 минути. И по 10 минути 1200 минути. Математиката се базира на логика, а таа од пред 10 години е за секогаш скарана со Македонија. 360 степени завршува. Налсад следува емисијата Про Спортс. Останете на оваа фреквенција. Ние повторно се гледаме в петок од 22:30. Пријатно.